доволен и добар вовед за разговорот кој што го имаме утрово со Билјана од Нула отпад. И велам со Цеце, секој пат го гледаме во еден наш тука ходник низ Телма телевизија. Да, јас сум изненадана дека за информацијата која што ми ја сподели, дека неколку пати е празнато и тоа е супер, зборува за супер навиките кои што ги имаат тука вработените во Телма. Да, всушност оваа кутија за рециклирање и селектирање на батерии ја има Телма телевизија со оглед на тоа на Цеце, ние сме телевизија која што нели користи батерии, се со цел да може нели да бидеме успешни во техничкиот дел за да нели ги спроведеме сите тонски работи вака телевизиски. Инаку, како што вели Билјана, голем дел од фирмите ги имаат, особено каде што особено се користи нели батеријата. Па така што да, информацијата е точна, како што велите вие, често знае Нула отпад каде што ги доделувале контейнерите или пак овие кутии за батерии да дојдат на одреден период и да се исчисти. Така што ова секој пат не потсетува на нашата рационалност и користењето на батериите, така што останува тоа во Телма телевизија, чисто сака да направиме дека сме свесни нели околу некој пат и преискористувањето на батеријата. Ова е месец каде што голем дел од училиштата, велите, практично нема општина која што Билјана не се вклучува во овој месец каде што и на некој начин се одбележа и 18 февруари. Најдовме неколку податоци утринава, чисто така да ги споделиме за гледачите, дека една мала батерија може да загади и до 20.000 литри вода ако не се одложи правилно. Таква штета знае да направи. Во батериите има тешки метали како жива, кадмиум, олово, кои не се разградуваат, туку се акумулираат во природата. Интересно што батеријата никој пат не умира. Кога ќе се испразни, таа продолжува да биде активен загадувач со години. И повеќето од нас не знаат дека батериите не смеат да се мешаат со комуналниот отпад, но тоа, за жал, најчесто се случува. Не е само батеријата како отпад, но отпад веќе како организација долги години можеме да ја забележиме нели со свои рекламни кампањи и вака да речеме кутии, така натаму контейнери кои што се поставени во одредени делови и општини. Меѓутоа мора да признам дека се уште навиките се создаваат, меѓутоа вандализмот не престанува, можеби на она што вие го правите свесно, го поставувате за нашите сограѓани и потоа за месец-два ја гледате во состојба непријатна. Така е, Марко, имаме некој деструктивен порив во општеството, не само кога станува збор за екологија, за контейнери и садове за селекција, и за други работи како детски игралишта и работи кои што се за општо добро на сите. За жал тие работи поминуваат неказнато, можеби и затоа продолжуваат. Меѓутоа, она што мораме да го правиме континуирано е работа на подигнување на јавната свест и едукација пред се дека овој вид на отпад не смее да се меша со комуналниот отпад и дека има вакви садови како што имате вие и контейнери за електронски отпад каде што граѓаните можат правилно и совесно да го отстранат својот електронски отпад. Од некаде ги дислоцирате, тоа споминавте зад камери, нели овие контейнери, претпоставам дека ги ревидиравте, ги заменивте некои со нови, меѓутоа дали дислокација направивте затоа што гледате дека некаде не ја бива работава? Повеќе од 400 контейнери за ситен електронски отпад се поставени во повеќе од 40 општини, но генерално при првото поставување, првата гледка веќе по 2 дена на првиот контейнер кој го поставивме, го најдовме превртен на сред улица. Така што таа гледка некако во сите општини се провлекува. Така што сменивме сега тактика, ги поставуваме на места кои што се повеќе под надзор и повеќе во градинки и училишта. Тука увидовме дека повеќе ја исполнуваат намената, има повеќе селекција, се отфрла тоа што треба и не се изложени толку на вандализам и деструктивно однесување. За жал имавме ситуација контейнер за електронски отпад и до него контейнер за облак. Еден до друг, во различна боја, убаво означени секој за што е. Кога го отворивме контейнерот на нула отпад, гардероба испадна, а поставени еден до друг. Можеби ете таа свесност и одговорност треба повеќе да проработи кај секој од нас, кога веќе имаме достапен сервис еден до друг и е јасно обележено кој е за што е, само едноставно треба да прочитаме и совесно отпадот да го фрлиме на правилното место. Јасно, да, велите дека само деструкцијата некако ни е
карактеристика, особено да речеме преку вакви некои примери кои што ги споменувате, меѓутоа добро е што барем во вакви да речеме средини како што се училиштето, образовни да речеме институции, па има на некој начин нели и видеокамери и така натаму што некој пат нели знаат дека не може да се осмелат. Инаку имате можеби некоја статистика колку електронски отпад месечно на не знам квартално 6 месеци се собира и луѓето колку толку од нас некој го... Значи имаме некои национални цели кои што согласно законот треба да ги исполнуваме во однос на собирање на годишна база. Различни се, варираат и од општини до општини, меѓутоа јасно е дека законот налага колку електрична и електронска опрема ќе се увезе во нашата држава, се прават некои статистики врз основа на тоа колку опрема е пуштена, колку отпад ќе се генерира. Па се движиме некако во тие рамки на пропишани со законот, така што целите се исполнуваат, меѓутоа во однос на совесноста и на свеста за правилна селекција, тука можем да кажем дека малку доцниме. Нашите законски регулативи се малку нетранспонирани на европските. Имаме одреден процент кој што треба да го вложиме во инфраструктура, кој што е многу поголем во однос на оној што е за подигнување на јавна свест. Нашето искуство говори дека можеби тука треба да има некоја мала измена, повеќе да се вложува сепак во подигнување на јавна свест, за да го добиеме моментот на собрани количини кои што се правилно третирани. Да, само што нешто складиштето, каде се наоѓа за батерии, електронски отпад? Имаме нула отпад е организатор на системот за собирање. Значи ние управуваме со процесот на организација, што значи дека ангажираме транспортна фирма и лиценцирани рециклатори, повеќе соработници. Пакомак е посебен колективен постапувач како нас, кој што управува со амбалажен отпад, стакло, хартија и пластика. Тоа што е Пакомак за тој вид на отпад е нула отпад за електронски отпад и батерии. И Пакомак си соработува со своји соработници и го организираме системот на собирање. Таа е во фокусот на нашата дејност како колективни постапувачи и на Пакомак и на нула отпад е процесот на собирање и како втора задача која што е подеднакво важна за првата и без која првата не би била успешна, тоа е едукацијата и подигнување на јавната свест за оделно собирање на секој отпад. Секој отпад си има свое место и кога веќе се вложува во достапни места каде граѓаните може да одложат, доволно е само да се потрудиме да прочитаме што пишува на контейнерот и ако се еден до друг, секој да си го најде своето место. А кој е крај на донешно, што ве праша Марко, може би вие не сте... Во рециклаторите. Значи, отпадот се завршува во соодветен рециклатор, кој што понатаму, тој отпад се дава на понатамошен третман. За негова преработка. За негова преработка, јасно. Марко спомена во самиот вовед неколку интересни факти за тоа што се батериите прават или какво е нивното влијание врз животната средина. Јас барем од времето или од моето детство паметам дека батериите никогаш не умираат, она што ти го напомена, но верувам дека овие денешни генерации кои што се многу посвесни, многу се им е достапно благодарение на интернетот и се она што ги обкружува во секојдневието, верувам дека се малку можеби и поинформирани и посвесни за целата оваа состојба, затоа што и многу сте присутни во училиштата, од каде што споменавте Вилјана дека навистина има голем ефект. За да се научи младината на вистински вредности, треба да се насочи од рана возраст и вие тоа успешно го правите. Пред да зборуваме за овој надпревар кој што е веќе активен и се пријавуваат доста луѓе, би сакала да ни споделите уште некоја вака интересна информација, интересно од аспект на дека ќе не заинтригира или можеби замисли за тоа колкава е штетноста на батериите ако правилно не се однесат или не завршат, не се селектираат, да не завршат на вистинското место. Марко исто така напомена дека многу често завршуваат во оној комунален отпад, што за жал навистина е реална слика во нашата земја, а сето тоа носи дополнителни последици по однос на здравјето и животната средина во која што живееме. Кои се вака некои поинтересни факти кои што можеме да ги издвоиме за значењето на батериите, да. Батеријата сама по себе може да биде можност и може да биде опасност. Бидејќи факт е дека сите ги имаме во семејството, така? Секој домаќинство. Да, батериите ни го олеснуваат секојдневието, од нив сме буквално зависни за се, дури и нашите автомобили се подпираат на батерија за да стартуваат.
но кога ќе се истрошат батериите стануваат опасност од количински аспект прво, доколку правилно не се отстранат, содржат олово, жива, кадмиум, мислам дека тоа го сподели, кои што доколку се фрлат во обична канта, се знае дека ќе завршат на депонија каде разнишани од временските околности ќе бидат потенцијална опасност за почвата, воздухот и водата. Со децении ќе загадува почвата. И се знае што... Тој моментот дека никогаш не умира, затоа што долг е процесот на нејзино што никогаш не умира е тој и моментот што другата опција што ја кажав, батеријата е можност, бесконечно може да се рециклираат. Доколку батеријата ја ставите во таа зелена канта, од неја може да се извлечат корисни метали, од кои што повторно ќе се направи нова батерија. Еве еден интересен факт, за да се произведе една батерија, потребно е 50 пати повеќе енергија отколку енергијата што самата може да ни ја даде. Па ако зборуваме за некоја одржливост на долги стази, не можеме постојано од земјата да вадиме ресурси, а за возврат да враќаме само отпад. Значи работите мора да се вратат во тој круг, често и на едукациите со децата ги прашувам зошто ова знакче за рециклирање некој баш вака го направил стрелките да се вртат во круг. Значи работите кои реупотребливо така е. Реупотребливо, рециклирање и повторно враќање во системот за производство. Истото е и со електронскиот отпад. Еве еден интересен факт за мобилните телефони. Тие се мали од количински аспект, меѓутоа информациите зборуваат дека ако имаме светска популација од 8 милиарди луѓе, активни мобилни уреди има 8,3 до 8,8 милиарди мобилни уреди, што е исто и нешто повеќе отколку што сме луѓе на планетата. А да не забораваме дека некои од нас ги чуваат по фиоки. Ги чуваме по фиоки, а некои има и по два, нели, често. Така што за еден мобилен телефон да се направи потребно е 10 до 15 килограми руда. Значи тоа се големо количество на ресурси од земјата кои што се земат да го направат тоа мало задоволство кое што сите го имаме во рацете од најмали до најголеми. Исто така увидено е дека годишниот јаглероден отпечаток на производствениот процес на мобилни телефони е еднаков на јаглеродни емисии на една мала земја. Што значи дека многу се троши од земјата за да се ги произведеме сите овие електрични уреди кои што ни го леснуваат нашиот живот и батеријата. Тоа малце колку те освести. Контрадикторно. Тоа е, видете, природата е одржлива дотолку колку што ние ќе дозволиме. Ако се грижиме, ресурсите ќе бидат одржливи за нас и за следните генерации. Ако себично само земаме, видете, секој сака кога ќе излезе некој нов уред, да го има новиот уред. Ги заменуваме старите се уште доколку се иако се во ред и се функционални, ги заменуваме со нешто ново. Таа вештачка замена да преконзумерството кое што па нели ни прави некоја мамка и адреналин и забава некоја своја. Токму тоа го прави овој вид на отпад најбрзо растечка категорија од количински аспект. Светот 2022 отфрлил 62 милиони тони електронски отпад, што е за 82% повеќе од 2010 година. А предикциите одат дотаму што 2030 се очекуваат 82 милиони тони на електронски отпад. А и со самото зголемување на наталитетот и популацијата, тоа е консумеризмот расте, едното си повлекува. Што е сликовито, дури се оди до тоа дека тоа е колку сите авиони патнички од светот да ги собереме на едно место. Значи станува збор за една планина од електронски отпад или во просек 7 до 8 килограми од човек на годишна база. Значи се соочуваме со количински многу отпад кој што ако го тргнеме од нашиот дом или од пред нашите очи не значи дека сме завршиле работа. Често луѓето така размислуваат, нели ќе го остават ете некаде оние посовесните можеби на вистинско место и сметаат дека завршиле работа, а всушност работата за отпадот допрва почнува. Убаво е вака што споменувате дека новите генерации, еве споделете ни како размислуваат децата. Имате предизвик кој што во моментов е актуелен. Ќе ни кажете какви се идеи сте добили и како децата, дали се навистина, еве сега веќе и се помлади категории на деца посакуваат нели да имаат своји мобилни телефони и таа граница се поместува и повторно тука е тој конзумеризам кој што вие го напоменавте, но дали се свесни за вакви некои податоци кои што ги споделите за тоа што се е потребно за да се направи еден мобилен и колку отпад всушност представува истиот понатака?
Така, нашето искуство говори дека преку децата најмногу можеме да постигнеме во однос на таа еколошка свест. Некако кај нас возрастните потешко се менуваат веќе вкоренетите навики. Така што децата се на некој начин тие екоамбасадори кои што на едукациите наученото го пренесуваат дома. Кога на нашата едукација ќе им спомнеме на децата дека ако фрлат една мала батерија во обична канта, ќе остават 11 деца во текот на една година без чиста вода, верувајте, никој дома нема да фрли батерија во обична канта. Децата навистина успешно ја пренесуваат пораката дома на својата поблиска околина и резултатите ги очекуваме на подолги стази токму преку таа промена на генерации, која што се обидуваме да им укажеме дека селекцијата на отпадот е подеднакво лесно и важно како и одржување на хигиена. Ако во своето училиште имате една ваква канта за стари батерии, воедно на секоја едукација на дечињата им даваме мали кантички со капаче зелено, на кои што пишува само за отпадни батерии, си ги носат дома и веднаш потрагата по стари батерии по фиоки секаде каде што ги чуваме. Исчезнува. Да, е интересен предизвик за нив. Да научат за вистинското значење. Видете, за да ја доближиме еколошката едукација и да ги одржиме еколошки ангажирани, мораме да им понудиме активности кои што ќе го разбудат нивното љубопитство и ќе им бидат интересни за креативноста. Апропо за сега за селекцијата на отпад и конзумеризмот и така натаму, гледав неколку куси така документарци за Јапонија, која што мислам дека како да живеат во некој друг паралелен универзум, практично да немаат контейнери нели во поголемите видливи не се видливи, пред се тоа е најважно затоа што сето тоа е толку добро складирано. А да не зборуваме за отпад, дека не се гледа. Имаше пред некој период едно момче познат, веројатно јутубер кој што патува и беше вирално споделен како облекува бели чорапи и вели сега ќе видите колку се чисти улиците и колку нема отпадоци и колку воопшто вика нема да најдете контейнери видливи што се вели да низ улиците на Токио, Киото и така натаму. Верувајте ми дека беше фрапантно, го снимаат по 15 минути. Мислам дека немаше црна дамка на своите бели чорапи. До толку се нели таа хигиена ментална која што пред се имаат. Во училиштата има вакви? Да, секој училиште каде што имаме направена едукација, секој училиште кое што изразило желба да биде вклучено во овие процеси, имаат вакви садови, вклучувајќи ги и градинките, поголемите фирми и компании кои што користат батерии на тој начин генерираат таков вид на отпад, еве како и вие што користите и имате каде да ги отстраните. Во едно овие канти ги има, граѓаните може да ги најдат во сите поголеми маркети, во молови, во општини, институции. Така што бидејќи секое семејство денес поради уредот кој што го имаме дома, дали во кујна, дали во спална, дали нашите гаджети, секој домакинство, тоа сакам да кажам, нели да не се прашува каде, туку баш сме ги начекале во поголемите маркети, во тие да речеме само да погледнат во аголот, во било кој маркет има една ваква зелена канта. Така што домакинството од тука може да придонесе и помогне. Претпоставам дека ја е важна соработката со општините и без да речам на поддршка, нели нема да биде таква голема кампања. Тоа споменавме со Цета дека убава е ова еко кампања и надпревар да речеме помеѓу училиштата. Рековте повеќе од 40-тина. Повеќе од 40 пријави имавме на предизвикот, направи забава на батерии, кој што се реализираше овој месец токму по повод меѓународниот ден на батеријата. Овој предизвик го организираме во соработка со Фондацијата Берта Додевска. На наше задоволство и вчера како последен ден имавме многу пријави и веќе се работи на видеата во продукција и денеска во текот на денот ќе се објават. Многу би сакала еве јавно да се заблагодарам на секој еден наставник, на секој еден воспитувач, дете или родител кои што навистина се вложија и се дадоа себе си во оваа кампања, бидејќи видеата се вирални, се споделуваат, имаат повеќе од 700 лајкови на социјалните мрежи. Токму заради тој момент го ја имаме и таа категорија на најлајкувано видео. Има 2 награди од стручно жири, сепак да се процени како е направен што се бараше од децата? Видеото. Од децата се бараше, од од училиштата и од градинките, да направат едукативни активности и активности за подигнување на јавната свест, токму за правилна селекција на отпадните батерии. Тука нивната креативност ги надмина сите граници. Имаме преубави видеа во кои што и наставничките и воспитувачите се дале себе си максимално и децата. Исто така, видеата се инспиративни, се споделуваат на социјалните мрежи и мислам дека децата успешно овој месец го одбележа и ја пренесува пораката. Еве и колку и да не сакаш да селектираш, мислам дека кога ќе погледнеш едно видео на кое што дека за вас како нула отпад, како едно
удружение кое што работи постојано на ова, посебно импонира тој момент кога ќе видите млади генерации кои што многу добро и креативно размислуваат на вакви теми кои што се од општествена важност и тоа веројатно дава надеж за идните генерации кои што ги споменавме. Марко ја спомена Јапонија. Можеме ли вака тука некоја Билјана земја од Балканот да ја дадеме како добар пример? Словенија, мислам дека позитивни примери може да ги следиме, што се случува таму? Мислам дека Словенија, како што напоменав, нашите законски регулативи навистина го пратат европскиот. Но сепак имаме многу да работиме и мора да биде континуирано, бидејќи краткорочни резултати во ова нема. Затоа и едукациите и активностите ги правиме континуирано во текот на целата година, не само кога има вакви посебни настани. И како што напомена Марко, соработката со општините е од непроценливо значење, бидејќи самите градинки и основни училишта се под надлежност на општините и во однос на поставување на таа инфраструктура соработуваме со општините, со јавните комунални предпријатија. Таа соработка е одлична во тој поглед, има интерес за да се направи нешто, само треба континуитет и можеби недостасува оној момент. Имав една едукација во домот 11 октомври, еден средношколец рече: вас ви треба Safe City за животна средина. Можеби тој момент мудро и паметно ни недостасува во однос на тие работи кои што ни провлекуваат неказнето, а во континуитет се случуваат, тука да воспоставиме ред, и вандализмот, и неселекцијата, и фрлањето каде се стигне, значи и одржување едноставно на просторот кој што е наш. Таа животна средина е таму каде што ние живееме. Да, некој пат се прашам од кои лични побуди или лични каприци може да ги правиме овие несвесни работи, односно свесно ги работиме? Видете, за некои треба и време. На еден плоштад имавме контейнер, беше огромен неред околу контейнерот, буквално од материјалот кој што е брендиран, беше на ситни парчиња искинат насекаде околу плоштадот. За тоа да се направи, треба време. И умисла. И умисла, и не знам, намера за до крај да се... Не знам каква мотивација за такво нешто да се направи, да се одели време и да се направи, тоа беше сред бел ден. Сега тука останува и другиот момент, зашто никој не изреагирал, не пријавил. Значи, и индиферентноста е малку проблем, бидејќи често луѓето и велат: па на мене ли остана животната средина да ја спасувам? Да, но можеби јас не можам да направам се за животната средина, но на животната средина и се што треба јас да направам. Промената почнува од самите себе, значи од индивидуално, па потоа можеби тоа нели колективно да се проследи, да се види дека тоа е вистина како еден домино ефект во општеството. А инаку кога ги гледате, да речеме, сите овие такви нуспојави и колективни каприци кај населението, јас велам дека секој пат треба време агилно да се адаптираме на некои нови промени, апропо како Safe City, да речеме се, не знам сега слушалки да не користиме додека поминуваме пешачки премин. Меѓутоа имам чувство дека луѓето некој од нас имаат една карактеристика на инфериорност, ти ли ќе ми кажеш мене сега. Значи не станува збор за туку како да е некој да му наредил и тоа го повредува веројатно кај голем дел од индивидуите. И сега се прашувам, нула отпад, катадневно користи методи, техники, кампањи, секој месец, излегување на емисии како Вазденеска Билјана и така натаму, што го мотивира Сдруженијето, организацијата на отпад повторно и повторно пак да се справи со сите проблеми? Повторно се враќаме на нашите задачи во однос на едукација и подигнување на јавната свест и овие деца кои што вчера цел ден заедно со нивните наставници, воспитувачи, праќа многу видеа во кои што е вложено многу труд, самата нивна работа и полните садови за батерии кои што после ваква активност ги наоѓаме во секој училиште и градинка, зборува дека нашата работа водува со труд. Се надеваме дека овие генерации ќе ја заменат оваа слика која што ја имаме денеска. Но повторно мора да има некој континуитет во сите тие едукации. Еве, овој месец одржавме во општина Кавадарци во сите 6 основни училишта едукација. Навистина одлично поминавме. Децата се желни за вакви активности, а и самите наставници успешно ги интегрираат овие содржини во редовната настава како дел од неформално образование. Така што заложбите на сите заедно даваат плод. И токму тоа е она кое што не инспирира. Крајната цел нели е да направиме една промена на еколошката свест
и мислам дека овие генерации, со овие генерации допрва што доаѓа, ќе можеме да го постигнеме тоа доколку не се откажеме и континуирано работиме. Па и не треба да се откажете, и во оваа цела ситуација и ваша мисија, резултатите не доаѓаат преку ноќ, туку буквално како што напоменавте, мора постојано едукација, постојано да се зборува за да можеби на подолг временски период ги погледнеме резултатите. Споминавте кавадарци, дали сте присутни во сите буквално поголеми и помали градови во нашата земја, затоа што подеднакво е важно секој да сите овие информации подеднакво да се присутни во сите училишта. Токму така, функционираме на целата територија на државата. Сега бевме во Кавадарци, следно со активности на општина Кисела вода, со сите 8 основни училишта. Овој предизвик ги мотивираше и многу наставници и од другите градови да побараат и да изразат желба за соработка и за едукација и таму, така што нашата едукативна програма е насловена како караван на супер екохерои. Самата замисла беше едукативните активности да одат од училиште до училиште и да бараат помошници за суперхеројот нула. Значи самата програма ни е осмислена на тој начин што имаме еден суперхерој нула кој самиот е дете, ги посетува училиштата и градинките и бара помошници меѓу децата во мисијата за чиста и здрава животна средина. Оваа наша едукативна програма е добитник и на плакета за општествена одговорност од Министерството за економија. Има одлични резултати и посветено продолжуваме бидејќи резултатите не се несомнени. Колку херои добивте? Многу, многу. Еве и претходно видовме еден убав екохерој во едно училиште, така што дечињата сериозно ја сваќаат улогата на екохерои и наученото го пренесуваат дома и не дозволуваат никој да фрли батерија во обична канта. Така треба. Со такви генерации, јас верувам и вие како организација и ние како млади луѓе веруваме и мора да веруваме во иднината која што ја имаме кај младите, така се на добар пат. Да, се надевам. Инаку кога говориме за реупотребливост, рециклирање, некој пат вистина можеме да бидеме фасцинирани од тоа што отпадокот го гледаме во една трансформација, една своја лична метаморфоза која прерасна во уметност. Затоа велам дека во моментот го споминав Пакомак, тие вешто го прават, нели тоа неколку години со Trash for Art, да, за да се претвори уметност и чинам дека во Младински културен центар најчесто можеби во минатото беа, сега точно не знам година. Сега се во лабораториум. Тоа е новиот простор, да. Ова е еден успешен, инспиративен, креативен предизвик кој што Пакома како организатор години наназад го организира. Последниве неколку години Нула отпад е партнер на оваа преубава иницијатива, која што исто така за која има интерес од сите општини и навистина има многу креативни изработки, секоја година и одново ни импресионираат со нивната креативност. Во теке Trash for Art 2026 година. Пријавувањето е се уште така присутно? Пријавувањето 16 и 17 март во лабораториум. Не е потребно однапред да поднесат пријава, туку при самата достава на креативната изработка се пополнува пријава. Можат да учествуваат индивидуалци, институции, градинки и училишта. Има повеќе категории на награди предвидени за учесниците. Има некои правила кои што можат гледачите да ги погледнат на социјалните мрежи на Пакомак и на Нула отпад, но и ве би споделила неколку во однос на креативните изработки од амбалажен отпад треба да бидат од минимум 10 вида на амбалажен отпад, од електронски отпад и батерии минимум 3 да имаат вклучено во изработката, некоја висина која што е максимална дозволена 150 сантиметри. И на 16-17 март да ги донесат своите изработки. Тука ќе кажам дека и јас сум премногу изненадана, бидејќи и од другите градови огромни изработки се трудат да ги донесат, да ги досклопат каде што ќе бидат изложени и навистина се тие вистински уметнички дела. Еве, јавен повик до сите училишта, градинки да ја продолжат оваа мисија, дури и тие што не стигнаа вчера касно дознавме до кога може, велам продолжувајте, Trash for Art продолжува, така што држите се тој креативен нагон, продолжете го во тој. А која ќе биде наградата за овие кои што до вчера се пријавија? 3 награди има, кои што се парични награди. Првата и втората е од стручно жири, 30 и 20.000 денари за училиштето или градинката и видеото кое што ќе ги освои симпатиите на социјалните мрежи, собрани лајкови кои што ќе ги собира до 5 март до 12 часот. И на 6 март ќе ги прогласиме победниците. Најлајкуваното видео има награда од 10.000 денари. Имаме многу пријавено, така да ќе размислиме да видиме дали ќе може некоја дополнителна. Да се активираме на социјалните мрежи, да ги следиме предизвиците кои што се објавени на Нула отпад. Да ги погледнете сите видеа. Еве еден лајк за секое видео, бидејќи навистина за поддршка и тоа
токму таа категорија најлајкувано видео е во насока на споделување на таа убава енергија која што владее во сите училишта и градинки. Преку самото гледање на видеото ќе видите колку тие се забавувале додека го правеле тоа. И ете, се надевам дека ќе ги инспирираме дури и тие кои што не размислувале да селектираат отпад, па еве зошто да не го направат тоа. Да, како еден аха момент. Веќе не се ни постава прашањето дали можеби повеќе каскаме во стратегија или имплементација Билјана, веќе евидентно во општеството, бидејќи стратегија постои, меѓутоа секој од нас треба само малку да придонесе. Апропо, секој домакинство ќе појде тука, ќе го селектира батеријата во садот. Сега, не е оваа само кампања која што имате на годинава, претпоставам дека уште нешто може само да најавиме како вие да речеме спроведена нула отпад во секој месец од годината, што може следно да очекуваме? Едукативните активности континуирано одат по општини, како што напоменав, кисела вода не се следно 8-те училишта и секој важен настан кој што е за екологијата го одбележуваме со некоја ваква активност креативна. Имаме по повод денот на шегата Капитолијада со дечињата од општина Аеродром во Капитол Мол, така што имаме повеќе збиднувања кои што веќе некако прераснаа и во традиција, како што е и Треш фор арт, имавме Реарт во општина Струмица, исто креативни изработки, многу успешен предизвик. Така што се трудиме да ги одржиме ангажирани и училиштата, и градинките, и децата, и тие некако го примија тој теки веќе самите ги бараат, ги очекуваат и се активни учесници во секое збиднување кое што го правиме, дури како претходното училиште сами реализираат настани. Еве би издвоила една интересна соработка месецов што имавме со Домот 11 октомври. Имавме едукативни активности со две групи на деца до 5 оделение и од 5 оделение до 18 години. Навистина имавме убави инспиративни разговори со овие деца и уште една соработка со Мандолинскиот оркестар Скопје. Ете и таа една активност која што веќе стана препознатлива и во текот на цела година се реализира. Овој мандолински оркестар под раководство на Ерхан Шукри е веќе наш музички амбасадор, кој што одржува еко-концерти, каде влез на концертот е една стара батерија. Токму и во Домот 11 октомври сите овие дечиња дојдоа на концертот со стара батерија, има можност некои за прв пат да погледнат мандолински концерт. Навистина ужива, имаше убава енергија, што и со тие дечиња успеавме и едукативни активности и инспиративни разговори да споделиме и да уживаме во една таква музичко доживување. Ме изненадија дури што има направено и торта, бидејќи често денот на батеријата, за да го доближиме до децата, велиме дека тоа е роден ден на старата батерија. Така е. Во таа насока и самиот дом лично тие, значи не купена торта, ја направиле тортата со светички, дувавме, мислам дека тоа ќе остане врежано во меморијата на тие дечиња и самиот тој момент на ставање на старата батерија добија и нови батерии. На самата едукација им поделивме нови за да проверат дома, да ги заменат старите, да бидат свесни дека еве и тие допринесуваат во процесот на селекција и рециклирање. И навистина убава енергија се споделува на сите тие активности. Вака, слушајќи, имам чувство дека со ваква креативност од нашата младина, вашиот елан за работа никогаш нема да замри и така само да продолжите, да менуваме заедно генерации на подобро. Да, баш така. Одлично беше да ти имаме во утринската. Тука сме на линија, повторно, за следни активности и кампањи, па така што нека победи најдобриот на пример. Да, чуваме. Има многу добри, навистина ќе биде тешко изборот. Продолжуваме и со Треш фор арт, така што креативните доживувања продолжуваат. Следете не и вие и ви благодариме што ни остапувате простор и сте наш партнер токму во оваа емисија наша. Филма телевизија секогаш. Заедно.